Соседите во зградата каде што живееле обвинетиот Јовановски, неговата почината сопруга Ивана и дете, постојано слушале караници, насилство и тепање. Соседката, која денеска сведочеше, 2 пати повикала полиција, но ниту еднаш полицајците не можеле да најдат во кој стан се случува насилството. Еден од нив и се заканил дека кривично ќе гони за лажно пријавување. 2 пати дојдоа од полициската станица Карпош. Првиот пат зема изјава од мене, се качевме заедно по становите да најдеме од каде доаѓа викањето и тепањето. Првиот инспектор беше коректен, запиша дека не се слуша никаде, провери во еден стан и си замина. Вториот инспектор кога дојде беше многу дрзок и нервозен, лупаше по станови и врати. Праша на кој спрат се, реков дека не знам, само знам дека се надмине. Откако провери во 3 стана, ми се закани дека ќе добијам кривична пријава за лажно пријавување, сведочеше соседката. Училиштето во кое Катја почнала прво оделение, уште на самиот старт знаеле дека во семејството Јовановски има насилство. Мајката на Ивана и го соопштила тоа на наставничката. Катја пред соучениците демонстрирала како татко и ја тепа мајка ѝ. Учениците игра во училницата и ја забележав Катја како падна на земјата и ги прашав дали играат некоја драматизација на приказна. Катја рече дека татко и кога ја удрил мајка и таа така паднала. Еднаш го известив психологот на училиштето и таа разговараше со Катја, а потоа и со Ивана и ја упатила каде да се обрати во случај на семејно насилство, а нам ни рече да внимаваме на Катја, сведочеше наставничката. Ивана не се враќала доброволно во станот кај обвинетиот Јовановски, тој се заканувал и покажувал и пиштол, но и уцени дека ќе го земе детето, сведочеше нејзиниот брат.